Добро вечер. Недела 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи, вие сте на вистинското место. Зошто? Бидејќи во наредните 50 минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва една мешавина, анализа и гостин. Гостинот, односно интервјуто кое е снимано е одлично. Се надем дека и анализата ќе биде добра и дека во наредните 50 минути ќе задржиме вашето внимание. Концептот беше сосема поинаков. Планиравме два гости, вториот гост не се појави. Ќе се појави. Веројатно имаше забрана или некој му каже дека не треба да се појави. Можеби се исплаши. Можеби требаше да одговара на многу тешки прашања, сеедно. Не се појави, се надаме дека ќе се појави, можеби во четврток, можеби во недела. Можеби му треба време да стигне до студиото за да можеме да го снимиме. Во секој случај, наместо да имаме два гости вечер во емисијата, ќе имаме еден гост и една анализа. Анализата не планирав да ја правам. Сакав да правам анализа во четврток, да направиме, да речеме, некој модел во недела да имаме еден или два гости во емисијата, во четврток да имаме анализа. Меѓутоа, дел од анализата од четврток ќе направиме денес, а други дел ќе го направиме во четврток. Сабајлево, во 7 часот и 55 минути, како што сака да биде прецизен министерот за здравство Венко Филипче, пристигна 24.000 вакцини. Пристигна со авионот на Turkish Airlines. И министерот Филипче вели дека ќе имаме сега масовна вакцинација и дека таа масовна вакцинација ќе почне од среда. Според зборовите на министерот Филипче, направен е така добар систем, што тој систем оптимално би можел да вакцинира некаде помеѓу 4 и 5.000 македонски граѓани на ден, а во некоја топ форма би можел да вакцинира некаде околу 7.000 граѓани. И ако ние имаме 24.000 вакцини, и ако оптимално системот може дневно да вакцинира меѓу 4 и 5.000, тоа значи дека кај нас масовната вакцинација ќе почне во среда и ќе заврши во недела. Ние ќе имаме најбрза масовна вакцинација во светски рамки, која ќе трае 5 дена. За да вие правите масовна вакцинација, треба да имате 1 милион вакцини, а не 24.000 вакцини. Па да го земевте Боро Малборо, овој што од Ново село, што стана градоначалник. Значи, тој Боро Малборо, кој беше фатен во шверц на цигари, подоцна ослободен од шверц на цигари, ни тако Боро Малборо не можеше во МРДПМН да победи на прекланските локални избори во Ново село. И да го пратевте Боро Малборо во Софија, во Петрич, во било кое градче во Бугарија, ќе донесеше 1000 вакцини. Ако не донесеше, ќе крадеше 1000 вакцини. Значи, ни Боро Малборо не можеше да направи таков смет и таков хаос кој што направи министерот Венко Филипче. Април месец дојде, тој ќе прави 4 или 5 дена масовна вакцинација. 80% имаше рейтинг во овој период лани, минатата година. Гледате, кој талент треба да бидете, почитувани гледачи, за вие да го урнисате рейтингот од 80% пред една година и сега да се тресите и да бидете среќен што ви стигнале 24.000 вакцини. Каде се фати да преговара за вакцини, тамо ја промаши работата. Ја промаши сам, ја промаши поради својата неспособност, ја промаши поради тимот кој го има или некој направи намерно да не биде набавена вакцина во Република Македонија и да не бидат набавени вакцини во Република Македонија. Дали се случува одредена внатрешна пресметка во владата, внатрешна пресметка во СДСМ, или сето тоа што сега се случува околу ненабавка на вакцини оди на контото на министерот за здравство Венко Филипче, е сеедно. Во Македонија нема вакцини. Онаа сцена од вчера, каде што 40-50 минути во колони македонски граѓани, некаде повеќе од 6.000-7.000 македонски граѓани, одеа да се вакцинираат во Ниш или во Белград, тоа е толку понижувачки за една држава која после 30 години независност не може да ги вакцинира своите граѓани и ги остава да се вакцинираат самостојно во соседна Србија. Тоа е толку мизерно за секој човек кој се сака својата држава. Толку непријатно се чувствуваме. Па на референдумот на 8 септември 1991 година ја гласавме за независна држава. Независна држава не значи да се возите само во мерцедеси. Независна држава не значи да имате само привилегии. Независна држава значи вие да работите и таа држава од ден на ден да биде се подобра. Ние имаме ситуација, почитувани гледачи, тоа што не сме го направиле вчера, ќе го направиме многу полош утре. И затоа се плашам на сите работи кои ние ги одложуваме.
Од попис, преговори со име, преговори со Бугари, така натаму и така натаму. Бидејќи како проаѓа времето, така ние правиме се полоши и полоши договори, се полоши и полоши подстапки и се полоши и полоши владини гарнитури и владини политики се случуваат во Република Македонија. И затоа се што можам да направам денес, велам дека треба да се направи вчера, а не утре, бидејќи утре ќе биде полошо не само денес, туку од вчера, туку ќе биде полошо од тоа што се чуло пред 40 или 50 години. Значи добивме држава на 8 септември и после 30 години ние не можеме да ги вакцинираме нашите граѓани. Па зашто треба да се грижи една влада првенствено за здравјето, за безбедноста на граѓаните? И вие таа безбедност сега и тоа нивно здравје не можете да го гарантирате или тоите во соседна Србија. Па ако во соседна Србија одат за вакцинација, ако одат во Лидл да купуваат, и ако прават 350 глупости, тога се постава прашањето дали вие не делегирате дел од вашиот државотворен легитимитет на соседна држава. Ако една држава не го штити нашето небо, бидејќи сме членки на НАТО, ако друга држава не ги вакцинира граѓаните, ако трета држава или некоја суперсила треба да ни ги решава внатрешните проблеми, што треба ние да правиме? Да делиме тендери, да седиме во мерцедеси, да живееме во кабинети, да имаме плавуши, министрите и функционерите да фаќаат швалерки. Она несреќа, драги Рашковски, век на пандемија, на сериозна владена криза, да оди во Мексико, во Канкун или каде, во која монденско летувалиште, да вели дека на Booking сега биле најефтини цените во Мексико. Па нормално пандемија е. Кога ќе бидат ефтини ако не бидат сега? Меѓутоа ти во пандемија треба да си тука во Република Македонија. Си бил допред половина година генерален секретар на владата. Се врзуваат сериозни афери за твоето име. Значи, атакуван си од опозицијата. Колку треба на таа лествичка од 1 до 10 да си политички неписмен, да не речем политички малоумен, во услови на таква криза ти да одиш и да летуваш во Мексико и да велиш па тоа не е многу скапо, па ефтино джабалабак се најдени аранжманите за Мексико. Значи, јас мислев дека она влада на Владо Бучковски е најголемо село без кучиња во историјата на Република Македонија. Па на второ место дека е владата на Лјупчо Ѓорѓиевски, меѓутоа ово што сега се случува, видите. Со ваква меѓународна поддршка, со ваква поддршка за владата на Зоран Заев, минатата недела му изгласуваат со преку 90% доверба на Конгресот на СДСМ со непосредно гласање на членството. Или Зоран Заев нема капацитет и сила да расчисти со ова, и џаба му ја дале довербата, или ќе мора да расчисти. Бидејќи ова што сега се случи, ова село без кучиња во Република Македонија, не може вечно да трае. Со вакво село без кучиња, па вие ќе го вратите оно неспособен Мицкоски на власт. Ќе ја вратите ВМРО ДПМН на власт. Заробената држава ќе вратите на власт. Ќе капитулирате пред таа хистерија на социјалните мрежи која се финансира со унгарски пари или со руски ботови. Па џабе ви е таа меѓународна поддршка ако го имате, драги Рашковски. Значи, вие не можете толку меѓународна поддршка да имате, колку што може, драги Рашковски, да направи штета. Овој да не може да набави вакцини и така натаму и така натаму. Тогаш вие седнете, одморите малце, па дајте на таа меѓународна заедница да ја води државата. Тоа е помалку штетно од тоа да го вратите Христијан Мицкоски. Па ако го вратите Христијан Мицкоски на власт во Република Македонија, па вие враќате не само заробената држава, туку груевизмот го инсталирате во онаа зграда на Илинденска без број. Со инсталирање на груевизмот, па џабе сте го бркале човекот во Будимпешта, џабе сте му дозволувале на човекот да замени во Будимпешта. Бидејќи тој што е во Будимпешта е Ајнштајн во споредба со Христијан Мицкоски. Тој што е Будимпешта е мајка Тереза во споредба со Христијан Мицкоски. Па вие ќе видите до какви резултати ќе може да донеси таа мешавина на љубителство или на желба за сокче од грозје дистилирано или сокче од јачмен и одредена агресија. Одредена психофизика која ве тера да бидете агресивен. Да бидете агресивен во пораките, гледате, тој му праќа пораке Метју Палмер. Издржува 1 или 2 сати. Му пишува 10 коментари на социјалните мрежи дека еве ќе капитулира и ќе влезе во влада со Зоран Заев. И тој не може да издржи во интервјуто на Алфа, вели ќе прави политичка криза, ќе се свети, сите ќе јапси на купче и така натаму и така натаму. И вие на тој човек кој е љубител на сокче од грозје, кој е многу љубител на дистилирано сокче од грозје, и тој човек кој не располага со психофизички капацитети и не може да го поднеси притисокот и стресот
да носи одговорност за влада во Република Македонија со неспособна влада, со влада која не може да најде вакцини, со влада која се сунча во Мексико, а не работи овде. Човекот кој дел во Мексико, па што не одиш во Охрид, што не одиш во Преспа, што не одиш да видиш како живеат тие луѓе тamo во Охрид и во Преспа, како живеат во Дојран. Па имаш ти тука природни убавини кај што можеш да одиш. Па еден Александар Вучич нема 5 години отиде на одмор. Има пари да ја купи целата влада на Република Македонија, пол неко брод. И глуми дека е сиромашен, глуми дека е човек од народот, единствено пие вино. Тоа му било слабост. И оди се сунче или одмара на тоа Сребрено езеро во Србија, одмора Србија. Им забрано на министрите да се појават или дојдат нам ексклузивни летувања во странство, и тоа за Драги Рашковски не беше. Видите, ние, почитувани гледачи, во моментот избираме не помеѓу две помалку добри или лоши ситуации или разврски. Ние избираме помеѓу драматично лоши ситуации и разврски. Едната која е на власт и втората која уште полошо која е во опозицијата. И кој на некој да му одговара во Република Македонија во овој временски период, ние да се соочуваме со една таква провалија. Провалија во власта и уште поголема провалија во опозицијата. И ви треба да изберете дали кога ќе паднете во едната провалија ќе скршите лево рамо и десно колено, или ако паднете во другата провалија ќе скршите лево рамо и лево колено. Тоа е нашиот избор. Значи ние само избираме која траума ќе ја доживееме, а не дали ќе поминеме без траума, дали ќе можеме нормално да живееме, дали ќе можеме нормално да функционираме, дали ќе може ова држава нормално да ги решава своите проблеми. Па срамота е после 30 години да ви доаѓаат странци да ви ги решаваат проблемите. На 18 март требаше да биде Филип Рикер во Република Македонија. Тоа беа најавите. И не се случи посетата на Филип Рикер во Република Македонија. Зошто е одложена таа посета ако била најавена? Посетата на Филип Рикер во Република Македонија. Требало нешто да се случи? Требало нешто да биде реализирано? Не е реализирано. Па до кога нас ќе не толерираат? Ние да не реализираме тоа што ќе го ветиме. Све што сме ветиле, килаво сме направиле. 2 или 3 операции требаше да бидат спроведени, не се спроведени. Референдум имаше 2018 година. Гледате која е меѓународна поддршка за тој референдум 2018 година и килаво беше направен. Мораше да се прави подоцна во парламентот. Правејќи се во парламентот, му овозможи на Никола Груевски да замени, да побегне во Будимпешта. Се треба да направат попис. Гледате која е килава операција да се направи еден попис. Па има вакцини, па нема вакцини, па растат бројките, па лоша епидемиолошката попис не може да се направи. Овој први попис 2011 година со Али Ахмети потрошија 7-8 милиони евра, ги изгореа подоцна во Дризла и не направија попис. Овој сега знае дека пописот му е клучна статистичка операција, клучна операција во 2021 година, гледате колку килаво. Па му се заразиле 4 попишувачи, па нема доволно попишувачи. И сега Мицковски со тоа што бара одлагање или бојкот на пописот, всушност му одработува на Зоран Заев. Бидејќи ако го ставеше да го направи пописот, ќе направи карма каша поголема од тоа што беше референдумот 2018 година. И ако сега со бојкотот на референдумот сме го ослободили Никола Груевски, кога ќе ослободуваме се? Орце Камчев? Кој е сега наред да биде амнестиран? Јордан Орце Камчев? Па ќе остане ли некој што има оплячкано, ограбено оваа држава? Што има наштетено на оваа држава да остане, да не биде амнестиран? На крај само народот нема да биде амнестиран. Во затвор ќе лежат само тие што имаат украдено 10 кебапчиња или 10 тегли ајвар. Тие што имаат украдено 1 милиарда, што направиле зулуми, што затварале телевизии, тие ќе се заменат од Република Македонија. Во таква држава сакате да живеете, затоа ќе ви се јавува Пасиев. Бидејќи ќе ви кажува работи, ќе ве лажи. Ќе ви кажува тие работи што сакате да слушнете, ништо нема да реализира тоа. Ќе го бутка на Уставен суд, ништо нема да бутка на Уставен суд. Еден олигарх не побара концесија, односно конфискација на имотот. И такви работи ќе ви се случат во Република Македонија. И наместо да живеете во нормална држава, ќе живеете во ненормална држава. Ќе зимат бугарски пасоши, ќе ви се прават патриоти, овие ќе дојдат на власт, наместо да ги решават проблемите, ќе го остожнуваат проблемите, овие што се во опозиција, наместо да туркат власта, ќе помагаат на власта и едва ќе чекаат да бидат дел на владата на Република Македонија. Тоа е Република Македонија денес 2021 година. За таква ли Македонија гласавме на референдум на 8 септември? Некој сега ќе рече, дечки, вие немате капацитет да водите држава. Не само што немате капацитет да водите држава, ви немате капацитет да имате држава. Бидејќи некој тамо во Вашингтон, во Москва или во било кои големи центри ќе се го постави прашањето: ако се неспособни толку, овие што 30 години ја воделе државата,
или биле начело на опозицијата. Колку ли се неспособни граѓаните кои 30 години им дава довреба на овие неспособни луѓе кои водат државата, опозицијата или бизнисот во Република Македонија. И после 30 години, наместо ние да се гордееме што сме направиле држава, ние ќе се го поставиме прашањето зошто го правевме референдум. Тоа е наследството од македонската политика. Јас имав ово да го кажам, почитувани гледачи. Всушност, не беше толку политичка анализа, колку некое емотивно обраќање да кажам тоа што го мислам, да ви кажам тоа што се случува, без лажење, без кречење, без мачкање на очите, без некои розеви ноочери, некое розово фарбање на реалноста во Република Македонија. Реалноста е таква каква што е многу лоша. Начело на власт и опозицијата имаме луѓе кои не се во состојба да се справат со проблемите. И сега доаѓаме во една ситуација да се крстиме во таа меѓународна заедница да ни помогне да се справиме со проблемите. Значи, овој уводен дел на емисијата, некаде околу 25 минути, велам не е политичка анализа, колку што е некоја емотивна перцепција на нашата реалност и на тоа што се случува во Република Македонија. Следува 37 минути интервју со Петар Богоевски. Зошто со Петар Богоевски? Бидејќи е човек кој е најблиску да ги погоди процесите. Тоа што сум го слушал, сум го читал, сум го гледал во изминатите 12 месеци и сме правили интервју со него, тој е најблиску до тоа да може да ги анализира и да ги погоди процесите во Република Македонија. Заслужи по трет пат да биде во емисијата во Центар. Во емисијата во Центар 3 пати, во тек на една календарска година, имат гостувано само 2 или 3 јас, како автор на емисијата, Петар Богоевски, Ермира Мехмети, никој друг. Зошто? Бидејќи заслужи. 37 минути одличен интервју со Петар Богоевски, да ми верувате. Останете со нас, нема да зажалите. Ке се попишите? Да. И како ке се пишете, македонец или бугарин? Ова прашањето е нарече Красимир Каракачанов. Не, директно ве прашам Красимир Каракачанов. Пошто вие многу добар пријател, Красимир. Не, Красимир е лас газда, така вика. Значи, до сега сум се попишал многу пати во Македонија. Погрешка македонец. На многу места и сум исклучително македонец. И сега... Вклучително и во Бугарија. Значи сега погрешка... Значи јас сум запишан на постдипломски студии во Бугарија како македонец. Значи бугарски. Со целокупна документација која поседувам и ја чувам за поклон за Краси да му ја покажам еден ден. Погрешка ќе се пишете македонец на пописот? Не по задоволство. Вие докажавте всушност врз база на тие податоци кои ги презентира Красимир Каракачанов, се види дека вие сте градско дете. Не сте вие ко овие селјаци. Од центар Софија вие не сте ко овие селјаци нешто зимат бугарски пасоши по Кјустендил, по селата, по Благоевград, по Бело поле. Да. Вие имате во обориште. Во строг центар на градот. Па луѓето што не знаете пред публиката, обориште е строгиот центар на Софија. На Софија. Таму е црквата Александар Невски. Така е, руска. Таа е Александар Невски. Да. И адресата на која Петар Богоевски има земено бугарски пасош. Гледа со Александар Невски околу. Е Искар номер 6. Номер 6. Види, тоа го кажува министерот за одбрана, вице-премиерот и шеф координатор на сите бугарски тајни служби. Дека вие се земале на Искар номер 6. Да, и знаеш што е интересно? За негова жалост... Не е интересно, жално е. За негова дека сте земале. Да, за негова жалост, мене ме нема во изборниот список во Бугарија. Значи вие ниту на Искар 6, ниту на Пиротска 5, бугарски. Ниту во Софија, ниту во Благоевград. Ке им кажете ли во целокупниот список бугарски, мене ме нема во изборниот список. Ке им кажете ли на гледачите што е Искар номер 6? Не знам што е. Искар номер 6. Не знам, јас читав во вестници. Е централата на българските тајни служби. Не. Да. Не била некоја зграда на ВМРО. Искар не, тоа е на Пиротска. Искар номер 6. Не на Пиротска, некои апартмани биле таму. Е централата, не, тоа е Карши. Тоа е веднаш Карши, што е Александар Невски. Тука е градско собрание на Софија. Тука беше и седиштето на Васил Бошков, главниот текун во Бугарија. Васил Бошков знам каде. Значи тука е Искар номер 6. Знаете ви Искар номер 6 се правите малце на тоа. Не. Значи во централата на българските служби сте земале българско државјанство, български пасош. Кога ми објави Каракачанов со Мицкоски во договор во Инфомакс. Прв пат тоа кога го објавија, по нарачка нивна тоа го објавија во Инфомакс. Стоеше дека Искар 6 е всушност некои апартмани на ВМРО кај што престојувал Каракачанов и кај што сум престојувал јас. Искар номер 6. Така го пишуваше оној седиштето на българските служби. Он е бугарашко како се каже Владо Перев. Не знам како се вика бугарашко. Вие сте добиле тој работи за удба цел живот. Вие сте добиле државјанство. Да, те разбрав, тоа нема да повторуваш 10 пати. Во обориште, Искар. Да, ама ти кажувам дека не знам каде е тоа. Тука видите, герои.
Видите како сте тука. Тоа е, види, со картата на цела Македонија и со сонцето на Ацо. Овде се, значи, тога Ја и Андреј со сонцето на Ацо. Тука сте, значи, антички македонец. Јас сум единствениот. Колку све фази имате? Не. Колку све фази имате поминато? Единствениот кој го натерал Андреј Ковачев да се слика со античкото знаме македонско сум јас. Се му дишите у врат на Андреј Ковачев. Видите, Андреј Ковачев се слика со сонцето на Александар. Значи му дишите. Ќе верува ли некој денес дека и тоа сме го договориле за Македонија? Му дишите во врат на Андреј Ковачев. Не, Андреј Ковачев тоа не е добро за вас. Дополнително ќе разбери колку е тешко. Има многу шумови. Колку загази во погрешна политика. Има многу шумови за Андреј Ковачев. Не е убаво вака како стоите позади него сега. Па види, неговите можете и вас да ви вадат некој мабети, да. Можете и вас некој мабети. Значи, Андреј Каде ова? Каде го очекував убаво да ја разбери својата улога во македонското прашање. Овие се од Сега загази во една политика која нема назад. Овие се од Ванчо Михајлов? Не. Кои се овие? Тоа е Патриотскиот институт на ВМРО ДПМН по иницијатива на ИПП. Значи, една година во својство на заменик генерален секретар на ВМРО ДПМН. Овде сте во својство на заменик генерален секретар. Да, значи го водам Патриотскиот институт на партијата заедно со ГЕРБ. Под иницијатива на ИПП правиме заедничко чествување на гробот на Тодор Александров. Како сте воделе Патриотски институт кој Пандов го формираше сега пред? Не, Патриотскиот институт е основан во Крушево. 2 години пред Пандов да чуе дека постои Патриотскиот институт. Тоа е тело на реформаторите. Го ставивме ние во статутот, а после овде се сликани во Мелник. На годишнината од... Не, горе, на гробот не е во Мелник, тоа е гробот на гробот на Тодор Александров. Значи, ова е на годишнината од убиството на Тодор Александров. Да. Кога е годишнината од убиството на Тодор Александров, сите најголеми бугари, кои се членови на ВМРО БНД, симпатизирани на ВМРО БНД. Таму беше Красимир Каракачанов. Да. Го нема на сликата. Да. Кога е годишнината на убиството на... Кога е годишнината, значи, бугарскиот крем се собира во Мелник. И вие сте тогаш таму. Како може вие како македонец, да ве зема таму во Мелник? Не ме зема мене. Сам сум отишол. Значи вака, што барате со бугарите? Бугарски крем не постои. Овде се сите што ја негират македонската нација, постоењето на македонската нација. А па ваму се антички македонци. Еве, вие сте тогаш антички македонец. На тоа место чествува пред се македонци од Пиринска Македонија. Бугарски крем не постои. Крем во Бугарија се македонците. Тие се ти интелигенцијата, тие се ти врвните раководители на сите институции во Бугарија. А на тој ден, на овој настан што го покажавте денес, за прв пат во животот го запознав Красимир Каракачанов. Значи тоа е некаде пред 2 или 3 години. Така да во вода паѓаат сите приказни дека јас го познавам Красимир цел живот. Ништо не паѓа во вода. Вие си имате бугарско државјанство. Не, јас немам бугарско државјанство. Имате во обориште центарот на Софија. Си имате на Искар номер 6, тоа се пишува. Се знаеш што е суштината? И тоа е тоа бугарски. Ама тоа нема криење, па не е срамота сте бугарин. Не, нема срамота да си бугарин и нема срамота да имаш бугарско државјанство. Може ве водат по цифра, тута бугарин. Тута бугарин. По таква цифра вода, Срамота е да имаш, срамота е да те набедуваат дека имаш нешто, а ти го немаш. Инаку, информацијата за моето државјанство беше дека сум го земал од 2002 година, а јас сум бил на постдипломски студии 2008, 2009 и 2010, кога за Бугарија моравме да земеме визи. И мене бугарската држава ми давала на македонскиот пасош визи. Ако сум бил бугарски државјанин, на мене визи не ми следувале. 2008, 2009 и 2010 година не требаа визи. Требаше се. Како не треба кога имам визите во мојот пасош? Не, вас визите ви се 2001-2002. Тоа што го покажавте. Немојте сега да правите манипулација. 2001-2002? Да, немојте да правите манипулација. Значи, вие сте имате окей, сега си имате бугарски пасош, тоа не е спорно. Еве се покажа таму дека пола раководство на ВМРО, веројатно пола раководство на СДСМ има. Така не, кој има, тоа се негова работа. Еве ти виза. Добро. Визата е од 28.10.2009, ова е втора виза. Ама зашо ви... Ова е втора виза. Зашо ви покажува визата, дека вие немате бугарско државјанство? Апсолутно да. Да. Значи, не му даваат на бугарски државјани визи бугарски.
Која е логиката? Евете друга виза. Богојски. Ова виза е Ама ме разбирате ли што ви зборам јас? 2008. Богојски. 27.10. Ама вие не ме разбирате што ви зборам. Ама вие не ме разбирате што ви зборам. Значи, и кога второ, имате држављанство на Јас сум се упишал. Кога имате држављанство. Дослушате ме. Јас сум се упишал на универзитет Софиски. Не ме разбирате. Со кандидирање од македонска влада како македонец. Богојски. И не било возможно да добијам таква можност да студирам во Бугарија, ако сум бил бугарски државјанин. Така да сетата приказна на краси, на бугарската служба, интригите со Мицко, финтите со Инфомакс, па ја во вода. Видите, не ме разбирате ви. Значи, вие не сте земали обично држављанство. А специјално? На службите државјанство? Па вие сте земале на Искар номер 6. На местото тоа е централата на бугарските служби. КГБ кеше. Значи, сите имат, или имат средец, ако гледате држављанство. Или имат Кюстендил. Или имат Благоевград. Да, само јас сум. Вие имате обориште, ако седните за да огледате. Кецарот. Па Кецарот. Тоа на колку метра од Царот? Па сега вие знаете. На Искар номер 6. Значи ја и Царот сме тука. Е седиштето на бугарските служби. Значи вие не сте земале држављанство, вие сте имале соработка со бугарските служби. Сум бил фраер на бугарите. Сега дали се биле фраер или сме користеле, тоа е друга работа. Тоа е многу интересна работа. Но вие сте земале држављанство во централата на бугарските служби. Кој во Македонија има земено држављанство во централа на бугарски служби освен вас? Ја немам земено. Од една страна бугарите, ама тоа кажува Красимир. Значи Красимир Каракачанов. Не кажува документите, Красимир кажува. Ама јас можам да кажам за Васко дека е на Уругвај државјанин и тоа дека се судува државјанин. Човек кој е шеф на бугарски служби. Бугарашите ме прават соработник на УДБА. Добро. И на српските служби. Кој ве прави соработник? Пера Богојевич сум. И сум земал српски пари. А сега вие ме правите обратно. На бугарски служби и сум земал бугарски пасош. Тоа две службениците сте многу интересни. Богојски. Кој ве прави на српски служби? Сите. Никој не ве прави. Како не? Сија сами си правите. Официјалната министерка за ворешни работи на Бугарија. Сами си правите филмчиња. Официјалната министерка и вице-премиерка на Бугарија Катерина Захариева. Сега си правите сами филмчиња. Разкажуваше за мене басни. Не. Красимир Каракачанов разкажуваше басни. Захариева кажуваше друга работа. Сите удбаши, бугараши удбаши кажува приказни за мене. Не. Дека сум српски шпион. Не кажуваше тоа. Таа кажуваше дека сте вработени во Министерство за одбрана. Така е. И дека имате допир до безбедносни информации. Така е, за жал незина. Дека имате безбедносен сертификат. За жал незина. И прашањето беше дали може Добро. Човек со друго држављанство или со држављанство на Република Бугарија да има безбедносен сертификат во Министерство за одбрана на Република. Тоа го каже Захариева. Се вие пробувате тука да направите филмче. Ама Захариева има еден проблем голем. Тука пробувате да направите филмче дека сте биле соработник на УДБА. Може вие сте сакале да се соработник на УДБА, не сте биле. Сте на дан соработник. Захариева има голем проблем. Ја имам безбедносен сертификат и од НАТО. Така да она со краси немаат. Па се мене ми е жал што немаат бугарите се во НАТО, немаат сертификати. Бугарите се во НАТО, така да вие како па не ги примаат, тие се во НАТО, како каже генералниот секретар на НАТО. Како български граѓани. Вика ги примивме бугарите, вика осожалување. Па добро, како български граѓанин, вие може да имате сертификат на НАТО, тоа не е спорно. Вие ко македонски граѓани не се сте. Значи вие сте по две основи, ја имам сертификат на НАТО. Сертификат на НАТО како државен советник за одбрана на Република Македонија. Добро, Богојски. А не на Република Бугарија. Богојски, еве сега, како човек што има безбедносен сертификат. Добро. Од македонско министерство. Како државјанин на Република Бугарија. Добро. Се вакциниравте вамо, зашто вие можете како български граѓанин и да се вакцинирате со Модерна, на пример, нешто нема овде. Успеавте се вакцинирате. Тебе ти спатам ке другарот краси да се вакцинираш. Нема българско граѓанство. Се вакцинирате Богојски. Ке се вакцинирам. Место дојдете кој у Србија у Врање, вие може у Софија дојдете таму и следува тоа вас сега. Ке се вакцинирам во Скопје, само во Македонија. Ќе се споделам судбината со мојот народ и ќе се вакцинирам строго или со AstraZeneca или Pfizer или Moderna. Во некој случај со Спутник 5 или со некој од тие кинеските. Трет пат се во оваа емисија во оваа сезона, че тоа ретко се случува. Добро. И погодивте таму некаде пред 6 месеци кога правевме анализа за Орце Камчев. Добро. Пред 10 дена, односно на прочка, како велат садистичката влада, во апси Орце Камчев на прочка. Се покажа на прочка. Се покажа дека апсењето на Мјалков нема таква
рефлексија и не предизвика такви турбуленции од аспект на опозицијата на политичката сцена, колку што предизвика псењето на Јордан Орце Камчев. Па зашто бугарски конзул за тоа? Бугарски конзул во Обид. Не, Во Обид. Значи во Обид е бугарски конзул. Па не му даде македонската држава да биде бугарски конзул. Добро Богоевски, бидејќи ги знаете работите, за бугарите како што велат сте удбаш, а за македонците сте бугарин, еве вие ги имате информациите. Добро. 14 милиони евра што ги спомнувавме пред 7-8 месеци. Добро. Се реални или фиктивни 14 милиони евра? Јас, ако ги имав тие 14 милиони Не евра, не вие. и ако бев Не јас вие. кандидатот за конзул, дали се дава? веројатно не може да има војна меѓу Македонија и Бугарија. Тие пари ја платија војната меѓу Македонија и Бугарија. Дали некои български граждани од Пазарджик, Чекај сега, од Пазарджик или од Обориште? вие сте од Обориште. Значи јас сум градски фраер, Вие сте, а значи од оваа сопругот е сељак од Пазарджик. тоа вие знаете. Дали некој български гражданин од Пазарджик има од тие 14 милиона евра Па, добиено Она што го зборуваат во кулуарите во Бугарија и по медиумите во Бугарија, не сите 14, него 8-те. Првата транша. 8-те ги земало. Првата транша ги има примено Сељак од Пазарджик. Во наводницува Сељак, да не ме сватат гледачите погрешно. Вие сте градско Пошто дете. трнав емоција да смеја. Вие сте не Да, јас сум за цароце, се договоривме Вие сте готово. градско дете. Да. Значи вие сте плавата крв на Така, бугарската номенклатура. Така е. Обориште. Ние македонците сме со векови владетели на Добро, Бугарија. значи бугарски. Така да тука нема збор. Некој од Пазарджик земал 8 милиона евра од тие 14 милиона евра. Не 14-8 кажав, да. Значи земал 8 Во првите од тие од првата 14. транша. Според кулуарите што се таму. Значи И таа според тоа што читам на таа од нив. значи таа хистерија на госпожата од Пазарджик се должи на замените пари на незиниот сопруг. Таа хистерија не може да се објасни никако поинаку освен долг кој треба да го исполни. Односно обврски кои треба да се направат, со кој треба да се заштити некој кој се платил заштита. 2000 Охрана. Така беше на бугарски Да. охрана? Не знам, вие знаете. Значи некој платил охрана Да. и се требаше да биде охранен во Македонија. Таму ви Бидејќи не успеа да го охранат во Македонија, оние атакуваа цела Македонија. Не изнавредија македонците, да ми простат гледачите, згомно подорење направија. Додуша ние не му вративме соодветно, не бевме толку тивки ние. И во таа цела приказна дојдовме повторно во една интересна ситуација. После прочка, повторно се појави бојкот. Значи, имавме сега ни се појави бојкот на имавме бојкот на референдумот 2018 кој не беше со цел да се спаси името, туку да се спаси Груевски од затвор. И тоа успеа. Значи тоа е операција како да се спаси војникот Рајан. Ако 2018 година Сега имаме бојкот на пописот, значи треба да се спаси некој нов сега. кој? Па веројатно тој што му е поп на Клисарот, што е лидер на кампањата за бојкот. Значи шефот на Клисарот. Ајде вака са. Од левица. Океј. Кој е лидер на бојкот? Добро. Кој е лидер на бојкот? Ајде сега. Не кажете кој е лидер на Значи, бојкот. во првото интервју која се Кој е лидер на бојкот? Лидер на бојкот Димитар Апасиев. Епа, кој му е шеф? Кој му е шеф? Го видовте ли како подготвуваше кога му поставија прашање на самовистина за Орцето Камчев? Го видовте ли како се понашаше Апасиев? Орце Камчев му е Па шеф. тој му е попот овој Клисарот. Не, вие сметате И сега ако имаме бојкот, Вие сметате кој треба да го повтори сценариото 2018. за спас на Груевски. Сега кој треба да се спаси? Кој е во затвор? Богојски. Вие сметате дека Јордан Орце Камчев му е шеф на Димитар Апасиев? Да, апсолутно. Димитар Апасиев беше на хонорар. Значи беше Во САЈО. вклучен како советник на специјалната Не беше хонорар, го работеше предметот империја. Беше баш на предметите, небитно преме за Орце и за Сашо. Да, добиваше хонорар за тој предмет. Па, добиваше. Значи беше империја и не само за Орце и за Сашо, односно за Орце Камчев и Сашо Мелков, туку целата овој што Рушењето на САЈО. олигархија, целата олигархија всушност беше ставена во случајот империја. Рушењето на специјалното јавно обвинителство империја. е случајот империја. САЈО не го срушија ради обвинетите во Моровци. САЈО го срушија ради империја. Така е. Ако Катица и компанија не ја допираа империја, може со Ваморовци да се прават што сакаат со овие Миле, Гордана компанија. Тие ги мачкаа како на репче. Тие и онака нели Заев призна дека биле договорени за да бидат пуштени по вода. Елиминирани. Проблемот беше империја. Значи сега, А на срцето на империја беше Димитар Апасиев. значи Боевски, ако од 2018 година
имаме бойкот на референдумот. И се спасува Никола Груевски. Добро. 3 години подоцна, 2021 година, одеднаш истите луѓе. Истата структура. Истата структура, ако вие гледате. Истите фан страни. Све исто. Истите ботови на Фейсбук. Све исто. Истите медиуми. Да. Квази медиуми. Апсолутно. Све исто и сега имаме повторна операција спасување на војникот Трајан. Сега треба да биде спасен Јордан Орце Камчев. Шефот на правната комисија на ВМРО ДПМН е адвокат на Јордан Орце Камчев. Ако вие слушате на што се жалат, тамо нема правни аргументи, немал свеж воздух, немал свежа вода, вработувал се до милиди луѓе, апсен е на прочка, тамо ни еден аргумент не е правен. Орце Камчев можел да обезбеди 10 најквалитетни адвокати во земјава. Може. Тоа што значи дори шефот ваш е негов адвокат, Александар Михајловски. Момент само ви молам. Немам ја шефови. Шеф ми е еден, само Господ. Ве молам. Ајде, значи, ако он сметал дека правдата е на негова страна, он ќе истераше правдата со правници. Така е, согласен. Со адвокати. Така е, согласен. Он сака политичка заштита и го наоѓа најнеписмениот правник во ВМРО ДПМН. Немојте така, нема потреба најнеписмен. Добро да е така, јас го сметам се, не е тоа, јас мислам за тебе, имам некој впечаток за тебе и се не може да ми забраниш да имам тој впечаток за тебе. Најнеписмен правник. Па добро, така е. Е сега, он избира правник во ВМРО ДПМН, не се да го брани со правни аргументи, туку да го обезбеди политички бекграунд. Значи дека Мицковски му пратил адвокат, односно Мицковски му гарантира на Орце Камчев и излез од затвор. Како гледаме на оние американските филмови. И затоа денеска Христијан ја го презема вокабуларот од Клисарот и вика Христијан денес како забележа и он ќе повикал да не се пуштаат ниту во двор, односно ќе повикал дека здравјето е најбитно и дека нема потреба се прави попис. Јас се согласувам дека здравјето е најбитно, ама државата е многу побитна. Држава не се прави со бојкот на сопствената држава. Во американските филми гледаме дека кога некој ќе биде затворен, има право на еден повик, на еден телефонски повик. Кога Орце Камчев затворен? Па очигледно по адвокатот што дошол, повикот е до Христијан Мицковски. Прашање е кај бил првиот повик на Орце Камчев. Јас имав емисија некаде пред 2 недели, кај што велам дека на средба со градоначалникот Централна Македонија на 3 март, значи само 10 дена пред неговото апсење, Јордан Орце Камчев ја нуди главата на Христијан Мицковски да биде сменет од лидерска позиција на ВМРО ДПМН. Гледате, има еден спектар на односи кои се случуваат во изминатите 2 или 3 недели. А кој му дозволи на Орце да влезе во ВМРО ДПМН толку силно? За да си дозволи да ја нуди главата на лидерот и да си дозволи да ја нуди партијата. Па добре, велете сте били на Патриотски институт кој не бил формиран. Значи кој му дозволи да влезе? Па Христијан му ја отвори портата на Орце да влезе така, да си дозволи Орце да може да ја нуди партијата на тацна. Па добре, ние ги слушаме бомбите. Замисли кога е паднато ниско ВМРО, колку тоа јаболко на Груевски му го скапаа. Орце си дозволи да се пазари ВМРО ДПМН. Замисли кога е трагично тоа. ВМРО ДПМН доека не биде ослободен Орце, очигледно дека ќе продолжи со политика на бојкот. Значи суштината на политичката разврска да биде пуштен Јордан Орце Камчев. Суштината е на политичка криза, не разврска, на бојкотирање не само на пописот, на све, туку на бојкотирање на економскиот развој, бојкотирање на собранието, блокада, значи тотална блокада на државата. Е да се ослободат криминалците од затвор. Значи тамо мозокот на бојкотот на парламентот е Илија Димовски, кој е надвор од парламентот, но е советник на Мицковски, главен советник, како да се прави блокада на парламентот, блокада на политичко делување и така натаму. Веројатно се гледа Илија Димовски кој еден министер во некоја влада, тие слават сега, нели? Со Палмер се слушна завчера. Па Палмер, нели, им ветил дека ќе дојдат на власт и така натаму. На кој Палмер мислите? На на асистентот на државен секретар на САД? Помошникот на заменикот државен секретар на Соединетите Американски држави. Видете, бидејќи Христијан континуирано ги злоупотребува средбите или разговорите со странците. И секојаш ја лажи македонската јавност за пораките кои ги прима. Го научија сите странци и сега која да се види, со кој да се види, и Орбан ќе почне така. Ќе праќаат соопштение. После средбата со Христијан праќаат веднаш соопштение за да го спрече да излажи јавноста македонска дека нешто има позитивно. Од тоа соопштение ние разбравме асистентот на државниот секретар на САД многу јасно му кажа. По соопштението. Европа, многу јасно му кажа. На Македонија и треба
конструктивна опозиција, извини, да кажам јас. Ајде. Опозиција на ниво за земја членка на НАТО. Сега ние не сме она Македонија од Каута, нели во НАТО влегов. Формулацијата како ќе Нели преведете. да се дискриминира реченица. Нели влеговме во НАТО. Така е. Ако влеговме во НАТО, ние можеме ли да се продолжиме да се понашаме исто како што се понашавме пред 20 години? Не можеме. Треба да имаме веќе сериозност, треба да имаме тежина. Лидерот на опозицијата треба да тежи што говори. И ние имаме опозиција која се однесува како некоја држава од Централна Африка. Господине Богојски, сега тука искоментираме, значи три барањето на сад. Три формулации. Конструктивна опозиција број 1. Значи тоа е Не, ево кажав генерално. Не, ама тоа е така у соопштението, значи само го цитирам како конструктивна опозиција. Бугарското прашање? Бугарското прашање и пописот во Република. Со други артикласи. Пописот во Република Македонија. Да. Значи двете прашања на кои Христијан Мицкоски сака да печели политички поени, посредбата со Палмер му кажано дека треба да учествува во тие процеси. Едниот е пописот кој ќе почне за неколку дена и второт ако не биде одложен и второт е бугарското прашање. Вечерва ја даваме емисијата, утре во 13 часот во клуб на пратеници, ако се оди како што треба да има средба помеѓу Зоран Заев и Христијан Мицкоски. Луѓето на Христијан Мицкоски се до соопштењето на Палмер, односно на американската амбасада, славеа дека ќе дојдат на власт. Дека е готова работа. После тоа разбраа дека нема да дојдат. После тоа разбра дека треба да биде конструктивна опозиција, така пише во соопштението. И да разговара со Заев. И дека треба да разговара со Заев. Што е посуштинско? Заев не ја води добро земјава. Он ја изгуби европската агенда. Значи, може да проблемот е што ние ради Мицкоски не можеме да организираме опозиција во земјава. Он ги руши сите наши иницијативи да организираме силна, кредибилна опозиција во земјава и да го замениме Заев од премиерската функција. Мицкоски буквално ги руши сите иницијативи за организирање на силна, организирана и кредибилна опозиција во земјава. Дури сте многу Со тоа мислам дека му помага директно на Заев и верувам дека е во дослуг со Заев. Вие сте многу мек. Значи он е во дослуг со Заев за ова што го прави на опозицијата во земјава. Вие сте многу мек. Зашто мек? Мек во квалификацијата. Кон Заев или кон Христијан? Кон Заев. Дека ова е ова не е неспособна. Ова е грандиозно неспособна влада. Добро, така грандиозно. Значи во саботата. Значи вчера срам ми е да гледам колони на македонски возила. Срамотно е кои одат да се вакцинираат на македонската држава. Никогаш. Изминатите 30 ние збориме дека сме биле газени од Темпо, дека сме биле газени од србите во време. А се подовме сами се изгазени. Па ова вака никош не било. Никош не било. 40 минути чекат во колони македонски граѓани на граница да одат да се вакцинираат. И таква неспособна власт. Ама апсолутно. Што сменила име. Што направила катастрофи во земјата. И ништо да не испазари. И ништо да не добие. Тоа за името е плюс. Значи вида катастрофа. По земја се тркала, викам јас, власта, Мицкоски спречува опозицијата да ја преземе власта. Зошто Мицкоски спречува да биде да падне Заев на власт? Зошто? Затоа што се очигледно во дослуг со Заев. Значи го контролира. И му одговара. Со што Заев го контролира Мицкоски? Се знае со што? Со оруџјето што му даде Сашо Мијалко во раце, а тоа се бомбите. Со што друго? Како може, ако нема и нешто ново, ако нема меѓу време и некои нови бомби и некои нови снимки за Христијан, поче слушав дека од Белград има Христијан бил доста лежерен во Белград, па слушав дека и од таму има нешто ново. Што подразбирате под лежерен? Па бил доста опуштен во Белград. Значи лежал. Па дали лежел или клечел нешто правил, и на тој начин Христијан седнал во скутот на Заев. И сега ние сме осудени, цела опозиција во Македонија сме осудени, да го трпиме Заев, зашо е неспособниот седнат во скутот негов, не може да го смени, да го турне на власт. И зашо не можете Мицкоски да го смените? Мислите дека Заев му помога на Мицкоски? Па сега ви кажам што е проблемот со мене. Со мене кажам. Вие мислите дека... И јас ако кажам два збора за Христијан викаат, не бе ти лично го мразиш, тоа го правиш лично за одмаздар и тоа што во ВМРО сте скарани. Добро, не е точно. Мислите дека Заев а од друга страна го штити и инвестира во Христијан Мицкоски? Да. Не само што мислам, тврдам. Ти гледате. Оди Никола Тодоров во Будимпешта. Значи, по враќање Никола Тодоров во Будимпешта, имате упад во станот на Никола Груевски, малтретирање на деца, пиштоли нашле по 3 или 4 години, не бил продолжен рокот на трајање. Па како ќе продолжи кога е во Будимпешта? Биле пиштоли кои не биле со дозвола. Па одеднаш видо дека не биле 2 или 3 стана, биле плюс 2 стана, па сите ние знаевме дека таму има плюс станови. 4. Дека има 4 стани, тоа сме го пишувале, сме го правеле. Времење, да. Па влегуваат во домот на Милена Киевски. Сирот Милена Киевски е под
24-часовен мониторинг. А нема нешто, влезе ке Миле. Влезе ке Миле. Да. Одеднаш, значи, се оди се разговара со Никола Груевски за рушење на Христијан Мицкоски, Зоран Заев ги пушта своите единици, специјални служби, алфи или како се викат. А знаеш ли зашто? Зошто? Зашто тие што ги спомна, наводно се договориле да го рушат Мицкоски. Договорени биле да го рушат Мицкоски. За да го спасат Мицкоски. Мицкоски, Заев прави атак врз тие што сака да го слушат Мицкоски. Значи си го... Тоа што значи? Тоа значи дека Заев си го негува Христијан како своје дете. Вите, Богојски, ние во економијата имаме една лекција и велиме дека ако вие должите 100 евра на банката, тоа е ваш проблем. Ама ако должите 1 милион евра на банката, тоа е проблем на банката. Тоа е проблем на банката. И мора да те гаја, те чува. Мора да те гаи, да не го да чува. Се согласувам. Така да долгот на Мицкоски кон Заев е многу голем и затоа и мора да си го негува, да си го чува. За да го врати. Чува бебенце за да ој може да му врати да не падне Зоран Заев од глас. Да, тука се согласувам целосно, да. Колку е ова катастрофално. Колку е тешко. Тоа е уништувачки за државата. За државата. Ова е држава без опозиција. И сега наместо ние да расчистуваме со Али Ахмети, бидејќи тоа е суштината на моментот, прв пат ни дава да шутираме пенал. Прв пат албанците ќе се попишат и диаспората, нема да се попишат и Република Македонија. Прв пат македонците може да се над 70% на попис и не бойкотираме да го спасиме војникот Рајан. Не само да го спасиме војникот Рајан, туку да го спасиме и војникот Али Ахмети. Бидејќи сите негови соборци се на 3 пати на ден топол оброк во Хашкиот трибунал. Секоја година се менуваат приоритетите на големите сили. Што е сега приоритетот на американците? Бидејќи вие со американката се снимени 2 пати изминативе 2 месеци. Нема врска тоа. Вите Богојски, нема врска тоа. Ама морам да кажам, гледате, за вас разговара министар за одбрана на Бугарија, и вице-премиер. И вице-премиер, и шеф координатор на тајни служби. И за надворешни работи. И за надворешни работи. И вице-премиер. И се срекавате со американската амбасадорка. Добро. И никако да ви трне политички. Може треба со рускиот амбасадор да се срекавате. Мислиш дека Краси договорил со русинот да заврши на работа? Треба да се сретнете со рускиот амбасадор. Значи нешто бугарски служби да работат со мене. Значи ве срекават со погрешна амбасадорка. Треба со рускиот амбасадор. Треба со рускиот амбасадор да ве сретнат. И па Краси со КГБ, Краси со КГБ ќе заврши работа. Па Каракачанов е нели ги вркаше 8 луѓе фати ке него во министерството. Не ги вркаше во војното разузнавање. Не, он не ги вркаше. Му ги фатија неговите од КГБ во неговото министерство. Од војното разузнавање. Да. Ќе му фатат уште многу. Што е приоритетот сега? И ќе им фатиме и во Македонија така. Што е приоритетот? Од КГБ? Гледам со тепав тоа сваќање. Што наплаќаат пари на македонците за бугарски пасоши. Бугарски. Али Ахмети ли е и фирмите во Србија за наплата на бугарски пасоши во Македонија. Тоа секи излези на видење за кратко време. Вака, Америка има 2 незавршени работи на Балканот. Тоа е конституирање на косовската државност со признавање на Србија, нели тоа ќе биде конституирана косовската државност и второ влезот на Македонија во Европската унија. И двете прашања се меѓу себе блиско поврзани. Секој кој се спротивставува на конечното решение за Косово е против натовизација и европеизација на Балкан. Али Ахмети. Бугарија се меша во тоа. Так, и ќе биде санкционирана. И е санкционирана веќе. Да, 8 луѓе од... Не, ќе биде подрасочно санкционирана со други. Али Ахмети е пречка на тој процес. Да. Значи, пораката на Палмер, Мицкоски да биде конструктивна опозиција. Пораката на Зоран Заев, кој нели им вели на ВМРО-вците ќе коалицирам, сакам да правам голема влада, ама без Христијан Мицкоски, он точно знае дека ако речи без Христијан Мицкоски, ВМРО членство толку го мрзи Зоран Заев што ќе застане за Христијан Мицкоски, си го одржува во живот. И на таква психолошка една агенда, но пораката е да биде формирана влада. Тоа значи дека структурите на Шекеринска, структурите на Али Ахмети бидат надвор од владата. Да има маневарски простор, тоа е суштината на американците. И ово што го вели Палмер на средбата со Мицкоски во соопштењето што може. Мислите на разговор телефонски? Да, телефонска конструктивна опозиција, тоа значи. Али Ахмети смета. Во овој период Македонија ја има целокупната поддршка од западните земји, затоа што ние сме на страната на проширувањето на ЕУ
А Бугарија, ако е земја членка на ЕУ, таа е на страната против проширувањето на ЕУ. Значи да не бегаме од И тука ние имаме среќа што сме на страната на добрите. Не. Ама Бугарија цел живот на страната на погрешните. Значи, баталията Бугарија. Значи имате комплекс во Бугарија, само спомнатата Бугарија. Али Ахмети. Али Ахмети. Вие ме удајте за Бугарија, не. Е реликт на едно минато време. Тој веќе е како диносаурус во едно ново време кој не може помина времето на револуционерни организации, помина времето на УЧК, помина времето на МПЗ-ња, помина времето на тие сите басни приказни. Значи помина време на Али Ахмети, тоа само. На Опа Цупа Делчина и Опа Цупа МПЗ-ња на Краси, помина тоа време. Добро, за Краси разбрав. Сега е времето кога Балканот треба вистински длабински да се европеизира. Али Ахмети. Али Ахмети е репрезент, реликт на времето на УЧК. Толку е неговото. Он е човекот кој дојде да управува Македонија во името на УЧК. Сега да кажете, дека со правење политичка криза, Мицковски, освен за војникот Рајан, што може би одработува тоа Јордан Орце Камчев, е јакни позицијата на Али Ахмети во владата. Не, им остава простор на силите кои работат против Македонија да продолжат да функционираат. Значи тоа е против влезот на Македонија во ЕУ. Не, има едно силно болшевичко албанско криво во земјава. Има. Кој го користат нашите соседи и кои тврдат дека ние не сме македонци, тоа е на повик. Значи тоа болшевичко русофилско албанско криво е целосно се ставено во функција против Македонија и тоа е блиско конектирано со христијани и добива со оваа политичка криза, они добиваат шанса да продолжат со нивната мисија да ја рушат државната на Македонија. Ќе стане Мицковски дел на владата, ќе стане премиер, ќе има предвремени избори, бидејќи како што се разбирам пораката на Палмер, односно соопштењето што беше испратено од американската амбасада ВМРО треба да биде конструктивна опозиција, да учествува во преговорите со Бугарија, да не ги попречува, да не го попречува пописот, Мицковски рече дека ќе попречува пописот, па и по цена на политичка криза во Република Македонија. Тоа значи дека ни пораката на Палмер, видите, он е посилен од Палмер. Еден таков кој беше посилен од Палмер, од Хои и така натаму од амбасадорот американски во Република Македонија, еве го јади гулаш. Христијан Мицковски, ова го повторувам ова недела 10 пати, а ке вас во емисија мислам втор пат. Никогаш нема да биде премиер на Македонската република. Тоа ви го кажав и пред изборите. Ме прашавте како и зошто. А на Северна Македонија може да биде премиер? Ако на Македонската република нема да биде, дали на Република Северна Македонија може да биде? Во моментов Македонската република го носи името Северна Македонија. За жал. Како резултат? Но тоа не е валоризирано. Не на неуспешна како резултат на преговарање на Зоран Заев. Како резултат на преговори крајно несериозни и најголемиот проблем тука каде е. Ова само да ви кажам само ова. Ние през Панскиот договор можевме да го искористиме за уцена на Европска унија да не се дозволи на Бугарија да се игра со нас мајта. Брзајќи во Македонија Заев со Димитров, со другите таму, да го имплементираат предвреме през Панскиот договор во Македонија, во Грција не мрда, они ги одзедоа самите на себе инструментите за влијание врз ЕУ, кој ми ги даваше през Панскиот договор. Така Македонија остана разоружена, без оружје, кажано во наводници, не го искористи през Панскиот договор за ништо, а само го изгуби името. Богојски. На ваква меѓународна подршка, толку глупа политика да водите, толку неспособна политика да водите. Знаете кој ви дава комунитет? Една вакцина. Знаете кој ви дава комунитет за тоа? Христијан Мицковски. Ако не е Мицковски, меѓународната заедница ќе побара алтернатива на Заев веднаш. И сите ние. Една вакцина да не донесеш во земјава. Една не донесува. Ете срамота. Па да украде негде у странство една вакцина да донесе, мајка му се. Да украде, да прате некој да укради, да донесе. Доносил. Боро Малборо да го прате, ќе донесеше во нека донесеше нека вакцина од Краси и од Петрич. Да. Он е Модерна. Ако некој Пошто Малборо на Модерна одговара. Одговара на Модерна. Да. Богојски, фала многу. Благодарам на покана. Ова беше емисијата во Центар. Се надам дека ви се допадна. Јас сум Васко Евтов, почитувани гледачи. Мислам дека ова емисија кажавме многу работи. Од вас зависи дали тие работи ќе ги перцепирате, дали ќе ги прифатите,
Дали ќе ги анализирате и дали ќе верувате во тоа? Ако не верувате денес, ќе поверувате по 6 месеци кога тоа ќе се реализира. Јас само ви кажам тоа што се случи. Од вас зависи дали тоа ќе го прифатите денес или по 6 месеци. Ако ви се допадна оваа емисија, се гледаме во четврток во 22 часот со нови гости и со нова анализа. До четврток во 22 часот, пријатна вечер Македонија, каде и да си.